Во раната утринска магла над пела, коњите немирно тропкаја со копитата. Меѓу нив стоеше млад човек со остар поглед и исправен став. Се уште не беше крал по години, но беше по дух. Тоа беше Александар, синот на Филип, оној за кого пророчиштата шепотеа дека ќе го надмине светот. Уште како дете, Александар не се плашеше од она што другите го избегнуваа. Кога сите се плаше од дивиот коњ Букефал, тој забележа нешто што никој друг не го виде. Коњот не се плашеше од луѓето, туку од собствената сенка. Александар го сврте кон сонцето, ќе скокне на неговиот грб и го скроти. Тогаш татко му рече: "Сине, Македонија ќе ти биде мала. Побарај си поголемо кралство." Години подоцна, кога Филип беше убиен, Александар седна на престолот. Имаше само 20 години, но немаше време за страв. Светот беше немирен, а Персиската империја, огромна и моćна, стоеше како сенка над истокот. Александар ја зеде куната, мечот и сонот што го носеше уште од дете, да стигне таму каде што завршува хоризонтот. Неговата војска беше мала, но срцата им беа големи. Кога прв пат ја премина Азија, Александар фрли копие во земјата и рече: "Оваа земја е освоена од волјата на боговите." Една по една битките се редеа. Граник, Ис, Гавгамела. Пред него паѓаа цареви, а зад него остануваа легенди. Но Александар не рушеше само. Тој градел. Каде и да одеше, основаше градови, училишта, пазари. Ги почитуваше локалните обичаи и учеше јазици. Веруваше дека светот не е направен за да се дели, туку за да се поврзе. Во Египет свештениците го прогласија за син на богот Амон. Во Персија тој носеше облека на локален владетел. Некои негови војници не го дуваа, мислеа дека се оддалечува од Македонија, но Александар гледаше подалеку од крвта и потеклото. Тој гледаше човештво. Најдалеку стигна во Индија, каде дождовите беа тешки, а војниците уморни. Таму за прв пат неговата војска одби да оди понатаму. Александар стоеше пред нив тивок, со поглед сперен во далечината. Разбра дека и најголемите соништа имаат цена. Се сврте назад. Но патот назад беше тежок. Во Вавилон, град на злато и прашина, Александар се располе. Лежеше на постела слаб, но со јасен ум. Генералите го праша: "Кој ти владее по тебе?" Тој тивко одговори: "Најдостојниот." Кога умре, имаше само 32 години. Немаше време да остари, но имаше време да стане вечен. Неговата империја се распадна, но идејата за Александар, за свет поврзан преку култура, знаење и храброст остана. И денес, илјадници години подоцна, неговото име се уште се изговара. Не само како име на освојувач, туку како символ на човек што се осмелил да сонува поголемо од светот што го наследил. По смртта на Александар, Вавилон замолкна. Не затоа што луѓето престанаа да зборуваат, туку затоа што никој не знаеше што да каже. Човекот што ги поврзе истокот и западот лежеше неподвижен, а светот што го создаде немаше наследник подготвен да го носи. Неговото тело го положија во златен саркофаг, украсен со символи од сите земји што ги помина. Македонските офицери плачеа тивко. Персиските благородници стоеа во тишина, а странските пратеници гледаа со страв. Не од смртта, туку од празнината што ја остави зад себе. Но приказната за Александар не заврши со неговиот последен здив.